Добар ден! Повторно сме ние во Чинто да посетиме Катерина. Приказната што вие слушнавте накратко, каде што ја раскажа својата судбина, каде што плачеше пред камери и каде што се надева на многу подобар живот. Ние сме тука да ја помогнеме и вие сте тука да ја помогнеме, да слушнеме целата нејзина приказна и што се случи по објавувањето на истата. Браво! Повторно сме кај тебе да дослушаме целата твоја приказна и да видиме дали нешто се смени од краткото видео кое што беше емитувано минатата епизода на Срце на дланка, да видиме што се случи, дали има некакво подобрување и дали имаме надеж за подобар живот. Ти благодарам уште еднаш што ни го отвори твојот дом. Фала ви на вас што дојдовте. Веќе ја запознавте Катерина, храбра жена и самохрана мајка на 3 деца, чиј живот во еден миг се претворил во тешка и неизвестна борба. Кате, здраво уште еднаш. Ние се запознавме минатиот пат, јавноста ја запознавме со твојата приказна, ја слушна твојата приказна, гласот стигна до нив. Меѓутоа, ќе те вратам малку во детството. Сакам баш убаво да те запознам, да те запознам јас, да те запознаем мојата екипа и да те запознаем цела Македонија. Кажи ми, кој е Кате? Какво детство имаш? Како растеш? Ајде прво да те вратам баш во најраното детство. Најрано детство беше многу убаво, малечка, со мајка, со татко, све растено, све среќно, со сестра ми исто јуна. Колкава е сестра ти? Она е 2 година и пол постара од мене. Така, сте растеле баш заедно како близнешки? Заедно, баш бевме заедно. До 94-та на зимање свидетелства, татко ми починува пред мене, добива срцев удар. Од тогаш остануваме сами со мајка ми, со сестра ми. Значи првиот удар Сам. бил Уште 94-та година. кога си имала само 7 години. Да. Од тогаш јас дека татко ми почина пред мене, јас се исто бев доста повеќена во мене, не зборев, па може да се каже дека до 8 одделение јас не зборев само кога ќе ме праша некој да одговорам. Тоа ми беше моето зборање, и ако ми треба нешто да побарам. Друго зборање не. Тоа е се од стрес што доживеа? Од стрес, од сликата која го имам татко ми како паѓа. Дали ден денес ти се враќа истата слика или пак веќе имаш избришано од меморија? Не, сликата цело време ми е како вчера да се случува. Пред да почне татко ми, јас не памтам многу работи. Од пред тој момент. Од после тој момент јас памтам скоро све. Дали тоа значи дека тој момент тебе најнаш да направи возрастна и да знаеш дека веќе си само ти, мајка ти и сестра ти, дека мора да се држите сите заедно и веќе мора да бидете возрастни? Да. Што се случува потоа? Како функционирате? Потоа мајка ми продаваше сладолед на поштат за да ни издржи. Среќа имавме помош од баба ми, и дедо ми беше тогаш жив. Баба ми, дедо ми, тетките, сите ни буквално ни помага. Дојде време, средно се запишав. Каде учевте средно? Во Ѓорги Димитров.
во исто стручните паралелки, не во гимназија. Како се одлучуваш да се запишеш на земјоделски факултет? Бидејќи сте сами со сестра ти, како тоа финансиски го поднесе твојата мајка? Фактички, фала Богу, нека се живи. Баба ми и тетка ми го платија факултетот. Цел факултет, можам да кажам, 5 години колку што го учев. Сите 5 години тетка ми и баба ми дур беше жива. Браво. И баба ми стално имаше на крај више една изрека, вика да дипломираш па да си умрам. Ја дипломирав во 2013 декември месец, во јануари она починува. Месец дена подоцна Да. таа починува, меѓутоа и си ја остварила Се џелбата. остварува, само што не има физички дипломата во раце, иначе ќе бев дипломирана тогаш. Ке ме расплачеш. Одмирен семеен живот исполнет со љубов, надеж и планови за иднината, Катерина се соочила со сурова реалност на семено насилство. Каде се запознаваш со момчето и по дипломирање, колку време се запознаваш со Помина момчето? доста време. 2013 завршив, ние се запознавме во 2000... Па и не било баш многу, колку видиш сега, 2015, Так. после 2 години. Така? Е, Каде се Во запознаваш? Радовиш се запознавме на Великден. На ден Великден. На ден Великден беше тоа. И Што правеше ти во Радовиш имам тогаш? роднини. Имам роднини во Радовиш, бевме отидени таму на гости. Тоест јас бев отидена само на гости. Таму се запознавме и немаше некоја голема врска. Буквално што се вика, после 2 недели ние решивме, може не 2 недели, ама после месец дена сигурно беше да стапиме во брак. Зошто тоа го направи? Не знам, никако. Толку ли беше сигурна дека ќе имаш убав живот, дека тоа е тоа? Па да, Од каде? така рече сигурно. Моите роднини го познаваа него. Дека е добро момче? Ми кажа дека е добар, дека нема да биде ништо. Ама испадна сосем друго. Добро, меѓутоа тоа било многу подоцна и твоите роднини не се воопшто виновни за тоа, затоа што они ти го не се- прекрасен, не се нели, како воопшто што и виновни, они кажа на за почетокот и он неистот. си беше све супер беше и на почетокот. И дур живеевме и дека во Скопје на почетокот живеевме. Каде живеевте, под Кирија? Не, тука Тука во Тука, во оваа оваа куќа. куќа? Добра. со мајка ми со очевот исто. Тука живеевме. Он работеше и јас почнав да работам после тоа. И беше супер. Да не кажам супер. После во меѓувреме ми се створи мене можност да работам во Битола кај во фабриката, сестра ми кај што работеше. И решивме да се преселиме. Да, да си створите Таму. заедница, да функционирате сами. да бидеме све. Се преселивме таму и јас почнав да работам, после некој време и он аплицираше во истата фабрика и он почна во истата фабрика да работи. И земавме кредит. Ја купивме куќата што ние во Новаци. После тоа се роди Од први ние купивте куќата, па првото дете ви се раѓа? која фактички уште не ни беше докупена куќата, уште беше во процедура кога се роди неговата ќерка. Така. Па една година бевме кај во куќата на сестра ми таму. Ваквато со големата ќерка додека да се среда тоа кредитот, тоа Документација, документација. Ако после се преселуваме во куќата. Таму не се останувам бремена со второто. И тоа се и со него се продувам во Битола исто. Во меѓувреме си функционираш трудничко си, на работа На си. трудничко бев, па почнав на работа. Повторно останувам бремена со второто. Нема никаков проблем за тоа што ти си добра и Да. добар работник, не ти прават никаков Не ми проблем. треба никаков проблем, само што морам да кажам дека во втората бременост 90% бев и наболедување, пошто ми беше малку висок притисокот. Така. И поризично беше и моравме и поише дома да седам. Така. Дали тогаш момчето ти помагаше затоа што веќе Работеше имаш уште и он тогаш. а со домашните обврски една ќерка веќе поголемка, Да, и он колку се помагаше. разлика? Од 2018 и 2020, скоро 2 години. Скоро 2 години, сепак и тоа било бебе Да. и Габриела тогаш било Уште беше малечка. малечка и она. Какви ви беа односите тогаш со момчето? На некојаш
Некогаш беа на почетокот добри беа односите, после више при крај, више кога ги почнував ја вептен да не можам кога бев, да не кажам 9 месец, почнувавше малку да не ми помага, да ме остава све сама. Никако почна, повеќе се поправи едно време. И на крај се породувам со втората. Дека уште бев на породилно од второто, јас останувам многу набрзо, останав бремена со третото. Многу, дај 5-6 месеци беше поминато. И само што станувам бремена, само што дознавам дека сум бремена пак, после дај месец-два така нешто ми се јавуваат од работа. Вика дека тогаш беше корона, нема да ти го продолжиме договорот. Продугното тоа ќе си го зимаш до крај 9 месеци, ама нема да се вратиш на работа. Автоматски, само што се дозна дека ја нема да се вратам на работа, почнаа сите проблеми дома. Наместо сигурност и топол дом, секојдневието за неа и незините деца станало исполнето со страв, солзи и неизвестност. Почнаа сите проблеми, он почна да пие, почна да напушти работа тогаш, сретна еден во кафаната таму, сретна еден демек барал работници за во Германија. И тој беше толку еко верен, готово ја ќе идам во Германија, не идам дека на работа, во Германија ќе идам, ајде еден кредит за да направи пасош, ајде уште еден кредит да пари демек да има за Германија. После човекот што му рече дека пара никаде не можеше да го најде. Буквално не можеше да го најде, кога земјата пропадна и автоматски све му испадна џабе и кредитот И напуштање од работа. И све. И почна да работи, буквално кој ќе го викне во селото за помагање, за берење тутун, за садење, за... Колку тоа може да ве издржува три члено семејство, односно тогаш 4, па доаѓа на пат уште едно дете. И тоа не беше ни издржавање, пошто тој ќе го заработеше за, да речеме, за вепоно го пиеше пред продавница, седеше и пиеше пиво, ракија. И се пијанчеше, да не кажем, и кога ќе дојде дома, се караше, се расправаше. Ова не чини, она не чини. Не си фатила ништо, не си помогнала ништо, ништо не помагаш. Само јас се нервирам дека немаме пари, дека немаме ништо. А што можеше ти во моментот да промениш со тоа што имаш две дечиња дома и уште едно во на пат? Ништо не можев, буквално не можев никога што треба да измијам садови. Пошто едното поголемко, 2,5 години, колку може тоа да биде голямо, бебе и тоа. Па и тоа рече си бебе, другото бебе, и толкав стомак на мене, не можев буквално ни да се наведнам. Без некој да ми се качи на грб. И почнавме се за тоа да се караме, и на крај почна и физички да... На колку наврати физички ви имаше малтретирано? Па имаше можда 2-3 пати, ама убаво. Која е работата после првиот пат што те натера да останеш во таа куќа и да бидеш со него повторно? Па века мај, ќе се поправи. Рече, ќе нема никогаш да го правам тоа. Поверував на почетокот, после тоа, набрзо, одма после тоа и по втор пат. Јас земав да си ги земав децата, буквално да ги изнесам и ги земе децата од раце. И века ти иди кај сакаш, децата не ти ги пуштам. Па тогаш комшијата во таму во Битово викнал полиција дека видел. Он викнал полиција. Дојде полиција, све беше пријавен, све тоа. Ама некако полицијата па да не кажам ме натера да останам и вечерта. А не го приведоа него? Не го приведоа. Повторно сега ние имаме проблем со институциите. Не го приведоа, него остана така како беа, ги идеме кај ќе се смиреме и вечерта ми вика, цело време ми повтараше што ме пријави во полиција, ќе видиш убаво што ме пријави во полиција. Утре дента вечерта се јавив ја на мајка ми, тоест на сестра ми на мајка ми. И утре дента отидов за Скопје. Си ги собрав партавите и децата
И за Скопје. Избега од него без да те примети дека ги зимаш децата. Што се случи? Он Како? беше излезен, кога планирав јас да ваквото, ама дека мајка ми викна Хелсински комитет. Браво за И од твојата мајка. Хелсински комитет со полиција дојда и веројатно го собра по пат и него. И кога демек ме убедуваа дека он ме убедуваше демек нема да биде више така, викам ја не ти верувам више, си одно. И така ми спратија, отидов првен кај сестра ми, една вечер преспав кај сестра ми во станот, после тоа Бремена, веќе 8 месец. 8, скоро да не кажам 9, при крај на 8 месец. Отидов, преспав една вечер кај сестра ми, и со првиот утрински автобус дојдов за Скопје. Но неголемата болка за една мајка не била сиромаштијата. Најтешко и било да ги гледа последиците што насилството ги оставило кај незините деца. Стравот и траумите особено силно се одразиле кај незиното девојче, кое по се што гледало и преживеало, речиси престанало да зборува. Дете кое наместо безгрижно детство, растело со страв и тишина. Катерина секој ден се борела не само да обезбеди храна и покрив над главата, туку и повторно да им ја врати на смевката и мирот на своите деца. Што не го имате керка, тоа се го гледаше. И морав да прекине тоа за да не го гледа веќе тоа. Она е сега толку повеќано, толку со непознати, не комуницира, проблеми со учењето. Тука дојдов, почнав, мајка ми беше жива, она ги чуваше. Имаше целосна поддршка од твојата целосна мајка. поддршка од мајка ми и од очуват. Почнав да работам и во паркови за Иново, почнав да работам баш тогаш. Од таму ме напуштаат, не ми го продолжија договорот, се смени директорот и не ми го продолжија договорот. А веќе беше ти породена со... Да, се породи, после третото? една година фактички тоа. После една Една година. година од тоа. Од кога се породи, дали твојот бивш сопруг дојде да ги посети децата, да го Не. види малото го нема видено воопшто? Не. Да, и малото го има видено дури 2 пати. Ето, еднаш сега предно на Нова година, што дојде, и еднаш пред 2 години. Највише ми падна криво кога мајка му по телефон на него му рече некако треба и да удри. Неговата мајка што го има преживеано истото, истото, трпела и она насилство демек од сопругот, затоа се развива она да му каже на сине дека треба и ќе умре, ќе удриш. Зошто една мајка тоа да го каже? Не знам. Зошто една жена тоа да го каже? Зошто една жена да оди против жените? И зошто, како што кажавте, една мајка која што преживеала насилство да посакува друго. на некој друг истата судбина да доживеа? Не знам. Дали никогаш имаш прашана? Не. Тогаш ја немаш, не ја праша зошто? Сакам да го заборавам тој дел. Затоа што ти си многу добра особа. Да. Не Само сакам да заради се тоа. навраќам на тоа. Во домот често недостасувале и најосновните работи. Витамините и терапиите што им биле потребни на децата станале прескапи за неа. Како мајка, најмногу ја болело тоа што не можела секогаш да им обезбеди се што им е потребно за да бидат здрави и сигурни. Откога твојата мајка починува, остануваш без работа и тука почнува уште поголема голгота. Што се случува по смртта на твојата мајка? Тука почнува целата голгота. Да, по смртта на мајка ми, мене... Уште еден удар. Удар, од кај што работев, таму не ми го продолжува договорот, дека многу често бев на боледување, децата болни, мајка ми беше неарна, па и јас си имав повредено раката, и ја морав да земам и за мене боледување, многу боледување сум земала, не ми го продолжија договорот. И автоматски се ми се скрати. За социјално не можев да аплицирам одма, требаше да се чека 3 месеци да немаш прилив на пари. Коза беја од работа ми у септември ми го прекинуваат договорот, во октомври ми пуштаат за тоа уште така за смртта на родител. Што имав поднесено, тоа беше во октомври. Фактички наредните 3 месеци пак не можам да
да земам, да не да аплицирам за социјалното. Во март дури успевам да аплицирам. Тоа значи дека очекуваш Да. социјална помош, седор не најдеш работа да може да ти се помогне никако. Со солзи во очите, но и со огромна сила во себе, Катерина во срце на дланка ја отвори душата и ја раскажа својата голгота. Приказна што никого не остави рамнодушен. По емитувањето на емисијата, почнаа да пристигнуваат повици, пораки и помош од хумани луѓе од сите страни. Граѓани донираа храна, облека и финансиска поддршка, а компании и добри луѓе понудија можности за работа и нов почеток. Почнаа да пристигнуваат и лекови, витамини и неопходни терапии за децата. Нешто што до вчера за Катерина изгледало недостижно. По долг период повторно почнале да и се јавуваат и луѓе со кои некогаш се дружела во средно училиште. Пријатели што животот ги разделил, но кои, гледајќи ја нејзината приказна, повторно ја побарале и подале рака. По именувањето можам да кажем дека се случи нешто што не ни очекував дека толку ќе биде. Прво, скоро сите мои другари од средно ми се јавија. Што немавте контакт Да. долго време? Па може да се каже од кога завршивме од средно. Сите ми се јавија, скоро половина и беа кај мене. Се јавија и многу други луѓе. Ни донесоа доста храна, доста хигиенски средства, доста финансии ни спратија. И најважно дојде Сабајево, дојде градоначалникот. За вистина. Да, ми обеќа дека ќе разговара таму со Паркови зелено за пак да се вратам за на работа. И обеќа дека ќе ја земе креветчиња за децата, електричен шпорат исто дека ќе земе он и дека ќе го поправи патилото, кровот што тече, па и ѕидовите. Сакаш да кажеш дека по краткиот дел каде што се представуваш себе си, за многу кратко време ќе успееме овој дом, оваа трошна куќичка да заличи на вистински дом Да, и нема повеќе да мириса на влага. да, така испадна. Немав надеж некој да говорам дека некој ќе ми помогне. Очекував некоја една, две донации, три. Нешто да ми се даде и толку да се замре буквално. Ама ете, телефонот буквално не престана да звони откако ја дадовте на интернет. Браво. Баш ми е драго. Донации финансиски се собираат полека, но сигурно. За само неколку дена, животот на Катерина почнал да добива нова насока. Домот кој до вчера бил исполнет со страв и неизвестност, денес повторно добива надеж, насмевки и верба дека подобри денови на вистина постојат. Треба да те прашам уште нешто, затоа што спомена дека твојата ќеркичка ја носиш на психолог. Бевме во центар за ментални младенски, Карпаш, не знам точно како се вика. Добра. Таму ти даваат ликови кои што минатиот пат не ги зема. Да, минатиот пат немав можност да ги земам. Сега ете ми ги донесовте. Ви благодарам и за тоа. Од утре почнуваме со лекчињата, се Од надевам утре дека ќе кај да почнувам. сега ќе стигнат уште еден сет од лековите. Да. И ти сега ќе почнам на 26 имам исто закажано на проценка. Да, за се образован асистент и Дали се надеваш, дали гледаш една светла точка и таму за да се среди ќеркичката? мислам дека ќе се среди со Затоа што сега истото со ти го имаш ековите, поминато? Да, истото ја го имам поминато. Сега добро, мене ми требаше повише време, ама додуше и мајка ми не ме носеше на лекар, немаше финанси да ме носе на лекар, да ми купува некои витамини, не знам што. Витамините воопшто не се ефтини. Да. 2800 денари чинат лековите, така да кој може фармацевтски куќи, кој може тие траат само еден месец, веќе за наредниот месец ќе имам уште една донација, меѓутоа по тој месец ќе ни треба да ги набавиме лековите, така да
до сите фармацевтски куќи кои што можат да набават вакви витамини, нека се јава за Ката да каже за кои витамини се работи. Ако можеме да ги обезбедиме, ќе бидам многу среќна. Сјај на една мајка која и покрај сите животни удари не престанала да се бори за своите деца. Сјај на жена која повторно почнала да верува во луѓето, во добрината и во новиот почеток. Веруваш ли дека ќе биде за многу кратко време и кукичката средена Да. и дека кидаш на работа и дека Мислам, конечно верувам во тоа. дечињата, никогаш нема да го заборавам тоа кога ми спомена дека навечер им даваш по една лачечка шеќер за да не бараат вечера. Да. И дека од сега па натаму ќе имаат, дај Боже да најдеш и работа за да може да секоја вечер да имаат топол оброк, да имаат лепче, тазе и да можат да заспијат како што треба. А шеќерчето да се тргне на страна и да го користиш само ти за благо да правиш. Дај Боже. Ката, кои се наредни твои желби, кои се твои соништа, кои се твои молитви во моментов? Желби, освен да најдам работа, се надевам дека понатака ќе успеам и да положам за кола, бидејќи колата е сега потреба. Повеќе од потреба, точно. Повеќе од потреба, не е тоа веќе луксус. Да. Затоа што имаш 3 дечиња треба да Не дај Боже да се разболат, ке не можам да ги однесам на лекар. Па знаеш, што знам се да даде Господ да можам да положам. Добро, можеби некој што има автошкола ќе се јави и ќе може да ти помогне околу часовите. Би му било многу благодарна ако се јави некој така. Можеби ќе гледаат и ќе го средиме и тоа. Да. Секогаш има добри луѓе во нашата држава и надвор од неа кои што помагаат, така да се надевам дека и тоа ќе ти се оствари, ќе си бидеш вработена, ќе имаш и свое собствено возило за не дај Боже, а и за дај Боже да ги прошеташ дечињата. Посакувам сето ова да се поправи што е можно побрзо. Се надевам дека сето на што ти е ветано и од градоначалник и од други луѓе кои што ти ветели и за струја и за водовод, дека ќе се среди и наредниот пат кога ќе дојдеме ќе видиме скроз различен опис на оваа трошна куќичка. И јас се надам. Ката, многу сум среќна што си поведра овој пат, а поминаа само Неколку 7 дена. дена. Само 7 дена се поминати. Да. Поведра си, во очите имаш надеж дека сето ова ќе го оставиш зад себе и ќе имаш еден спокоен живот со своите дечиња и ќе растете здрави и ќе бидете среќни. Да. Се надам. Ова е со сигурност почетокот на еден нов живот за Катерина и незините деца. Ката, фала ти што ја кажа својата приказна, се отвори и има тронка надеж во твојот живот за подобро утре. Ова се донации од нашите пријатели, храна и вино. Секогаш се тука тие за нас, за помош за ваквите семејства, на тие што најмногу им требаат помош. Исто така, нашиот пријател Фликс Кредит доделува 15.000 динари кои што ќе ги потрошиш за бела техника. Се надевам дека ќе ти биде од помош, повели. Дај Боже. Сигурно веќе имаш замисла што би можела да си се подновиш, односно да ставиш во своето куќиче, веќе ти е ветано шпоред, ветани ти се некои работи, така да размислувај си зашто ќе ги искористиш за кој дел од бела техника. Јас се надевам дека наредниот пат ќе бидеш уште посреќна, ќе бидеш со работа и ќе не пречекаш како што е редот во нова куќичка. Ова беше Срце на дланка. За некого е многу малку, за некого може да значи се. Донирајте, пријавувајте се тие кого му е потребна помош. Ние сме тука да помогнеме и сите оние кои што се расположени и кои што сакаат да направат добро дело. Ова е Срце на дланка. Се гледаме повторно следната недела во 15 часот и 30 минути на Алфа телевизија. Чао, дички. Се гледаме. Затоа што понекогаш доволно е само подадено срце за нечија темнина повторно да добие светлина.
Во Давидово, далеко од светлата на градот и од секојдневниот метеж, постои едно семејство чиј живот секој ден е борба што малкумина можат да ја разберат. Зад скромните ѕидови на нивниот дом, во простор кој одамна престанал да биде само куќа, туку станал символ на издржливост и тивка болка, ова семејство се соочува со сурова реалност. Живеат во нехумани услови, без сопствен тоалет, без основни услови за достоинствен живот, обкружени со влага, студ и несигурност. Секој нов ден започнува со истата мисла, како да се издржи уште еден ден, како да се обезбеди барем малку нормалност во животот. Но сиромаштијата, колку и да е тешка, не е нивната најголема битка. Во ова семејство расте дете кое уште од најрана возраст ја води најтешката битка. Битката за сопственото здравје и за својот живот. Едниот бубрек веќе му откажал, а другиот, единствената надеж, функционира со само 30%. За родителите, секој здив, секоја ноќ и секое будење се исполнети со страв. Страв од повик, од лоши вести, од нова криза, од моментот кога ќе треба повторно да се соочат со болниците, терапиите и неизвестноста. Па тука е моја комшика, му дала јогурт, почна да повраќа и од таму однесовме у Гевгелија. Поспавме на ноќе у Гевгелија, потоа со брза помош го однесовме во Скопје. Зошто? Што ви кажа? И детето беше в кома, че беше в кома. Цело време го морав да се не заспие. Јас бех со него, че не да заспие. Цело време беше се губе. И само го морам да се разбуда, да стигнем поскоро до Скопје. Таму му дадо инфузија, го стија. И потоа веќе, кога се качиме веќе горе на 6 спрат, таму го снима. И тогаш откривам ти бубриците. Един е голем, един е малечок. Ова е приказната за еден татко. Човек, чија љубов кон своето дете нема граници, но чиј живот е исполнет со страв, грижа и неизвестност. Таму ви кажуваа дека едниот бубрек веќе е зафатен и дека не функционира како што треба. Да, едниот е голем, еден намален беше. И ве закажуваат контроли. Да. На 6 месеци, на 3 после, сега на месец време требаше. На 6 месеци. Дали ги испочитувавте сите термини за да се провери детето? Не. Закасиме 2 години. 2 години го немавте однесено детето на преглед. Да. Зошто, Митко? Финансиски повеќе. Сега предходниот пат пред еден месец, открие дека еден скороз го нема. Он има болки, значи он има болки страшни, затоа и отидовме. Значи он има страшни големи болки, не можам да го држам се во раката. Не може оде и ќе се оне свести. Како да го спасам, не знам и јас, веќе би ја дал душата да го спасам, ама тоа не можам. Да го гледам така, значи као родител, не само за мене, јас реков ќе го жртвувам животот за него. За никој друг, ама за него да. Значи он ме најмногу се напати у животот, најмногу истекла маки. Денес, во срце на Дланка, ќе влеземе во нивниот дом, ќе ја почувствуваме нивната реалност. Куќата која што ја споминавте стара е 125 години или Да. 120, колку да ми Да, кажете. толку е веќе. Реално ви се и нехумани условите. Да. Има потреба и од средување, затоа што ова детенце треба да живее во Сакам дечка нормални соба да услови. направив. И ќе пробав сам. Купував една вреќа по една вреќа цементо за да направам нешто, еве и зидот ми падна, не можам ни сам, имам 2 вреќи, не можам да го направам. По него одиме по болници, сега ми се закочи работата ептем. Тоа ќе пробам што можам и јас сам. Каде ви е тоалетот? Горе ќе се качите горе, значи не дозволено не може да дојме горе. Чив дел е горе затоа На што ви е татко ми. дозволено? Се е преко татко ми. Значи оние се таму, значи го користиме тоалетот, значи тоалетот и за туширање го тушира, тука немаме. Проблемот е што он веќе страшни болки. И баш ќе снимам да видат кога ќе легне на земјата, кога ќе го видиш детето да ти леже на земја, не е живот тоа. Не ми треба ни пари, ни ништо кога го нема, него го нема. Значи не ми важи ништо. Знам некој во раката го држевме. Значи не е проблем, неговото здравје е битно. Само да оздрави, не сакам ништо друго. Друго не сакам повторно и него да го изгубам. Што најмногу ќе ме заболе. Срце на Дланка. Приказни
што допираат до срцето. Ние се наоѓаме во продавницата Елипсо, кои што веќе ни се наши пријатели и кои што тука луѓето си бираат производи кои што се подарок од нашиот верен пријател Flex Credit. Овој пат ќе ни дојдат на гости во Скопје и во оваа продавница Елана од Давидово и незиното синче Коста, кое што боледува од неговите бубрази. Се молиме секојдневно за неговото здравје, се молиме за секој динар затоа што навистина им е потребно. Еве ги стигна. Здраво. Здраво. Како си, Елана? Добро. Дојде во Скопје. Здраво, Коста, како си? Денеска си доста расположен. Убаво си поминуваш во Скопје? Браво. Браво. Елена, како си? Што се случува? Што има ново пред да почнеме со разгледување на производите и за она што сакаш да си одбереш, нели? Да. Тоа си е твоја одлука. Кажи ми како сте? Што има ново? Сега па ништо не е ново. Ништо не има ново. Се слушнавме на неколку пати. Ми кажа дека Коста му се влошува ситуацијата. Да. Сте биле во приватна болница тука во Скопје. Меѓутоа, што се случи? Па бевме сега скоро, го снимавме на главата. Затоа не можеме да земеме, немаме доволно пари. Извештајот не можете да си го земете, не знаете какви се резултатите од главчето. Да. Затоа што немате пари. Да. Колку ви се потребни за да го земате извештајот? 59 не кажа. 59.000 динари. Се надевам дека овој апел ќе стигне до граѓаните и дека ќе можеме заедно сите да собереме 59.000 динари за да се земе извештајот и да видиме што понатаму ќе се прави. Се надевам дека овој пат ќе има многу повеќе финанси и дека ќе може да се земе извештајот и се надевам дека ќе биде добар извештајот за да немаме потреба од дополнителни грижи, дополнителни финансиски проблеми за лекување. Дали си спремна за да одбереме нешто? Да. Да. Ајде да се прошитаме, ми кажа дека си уште не знаете што точно ќе одберете. Да се прошитаме, да видиме што ви е потребно. Ајде први да го викнеме и нашиот домаќин, затоа што јас веќе како домаќинка тука почнав јас и да продавам. Добар ден, извини, јас не те поздравив. Браво, Бојан, сумес. Си ги пречекав гостите и почнав јас да се раскажувам дека јас ќе ги прошетам низ продавницата. Може, прошетајте. Па веќе јас сум домаќинка, како рековме. Ајде, сите заедно тогаш да почнеме. Елена се уште не знае точно што ќе одбере. Нека разгледа први па ќе си одбере што сака. Така, и требаат реално многу работи на Елена затоа што живеат во страшно нехумани услови. Меѓутоа овој пат нашиот пријател Flex Credit знаете дека не дозволува до 15.000 динари да одбереме нешто и се надевам дека ќе вклопиме како и секоја емисија. Нема проблем. Ќе направиме нешто што им е најпотребно. Дали имате перална? Не. Па ако сакате ќе отидеме на кај пералните и ќе си видите или некои други помали апарати. Видете како бе процени. Електричен шпорет има исто. Да. На кај пералните, на таа страна се, па ќе видиме што ќе Повели, води ги твои гости се сега. Елена, како до сега се снаоѓаше за да ги испереш дечињата, за да си испереш самата себе? Сам кога големот син што му на Митко, тоа шпера. Горе. Ти дозволува да испереш? Си имате договорено колку пати неделно? Како се договарате во однос на пералните? Кога не е дома. Кога не е дома синчата? Да. Тоа шпера. А доколку дознае дека тоа го направите, се љути или? Да. Значи дефинитивно сме погодиле работава, перална ти е препотребна да и се улесни секојдневието, да и се опушти срцето барем за таа работа. Оти имаме и момичка, да видовте момичка. Така, како е таа? Добра. Како се викаше? Ана Марија. Ана Марија, добра ли е? Таа Тоа беше најнасмеаното бива во животот што го имам видено. Сега дека мојата мајка малку ја чуве. Ако? На госте малку. Треба доди кај баба? Да. Треба доди кај баба, таа е добра. Па малку се грижам за него малку, мора да се грижам и за детето. А можеме да им понудиме, значи да им ја понудиме до таа цена фаворит. Солидна перална. Колку собира внатре? Колку килска? 6 килограми или да вртежи. Има солидна, значи за едно четворочлено семејство е доволно. Значи 1000 вртежи, значи супер перална. За до таа цена, значи одговара со тоа што ако се одлучат за таа перална, уште нешто ќе ставиме, значи ќе си одберете некој миксерче или гезве, некој не знам, што сакате вас.
Добро, Што ќе ви видиме, фали, може усвари, би дома, тостерче да, некое, да, ќе да. видиме што конкретно им Што недостасува. ви фали тоа? Може ли да ја објасниме накратко како се употребува, за да и биде полесно и тоа да не се мачи да Многу чита во едноставно, книгите? значи, нема Како што е да тоа читам. едноставно? Кога си вртите на десно, значи стои бели јалишта. Добро. На другата страна ви се брзи програми и шарени, црни, Да, значи да. све си пишува. Бирате температура ако сакате и само старт. Можете буквално да стиснете на котон и да стиснете старт, толку, не мора ништо да менувате. Да. Значи, си одбирате програмата што ви треба, значи ако ви се волнен иде на волна и само старт, не морате ништо друго да смените. Имате шарени, али што идете на микс и старт, толку. Поедноставно нема. Мислам дека ќе ти го улесни секојдневието премногу. Да. Дали сум во право? Право си. Многу ми се свиѓа твојата скромна насмевка, Елена, се надевам дека ќе те направам барем малку среќна. Да. Срце мое, ајде, дојди. Дојди, ајде да видиме уште нешто. И овие не се пријатели, така да ќе пуштат некој попуст. Нешто вакво сакаш, миксерче, електрично гезве, што ти е потребно? Што ти е нешто што го Од тие три работи посакуваш? одбери си, еве. Те оставаме. Сакаш гезве, сакаш тостерче, сакаш миксер. Мистер Полбо. Миксер? Да. Миксер? Што сакаш да направиш со тој миксер? Што ќе правиш? Што ти е најубаво нешто што го Јас мислиш? за детенство. Нешто тортичка направиш било што. Знаеш да правиш Да. торти? Стварно? Да. Вкусни се? Ајде Да. да одбираме миксер. I mix it. Ајде миксер. I umbrella. Ајде да нешто да вклопиме. Те вкопиме во цена. Леле колку убав овој црвениот. Може, тој нема проблем, ако се одлучат за тоа. Може ли црвен? Може, да. Може? Која ти е омилена боја тебе? Црвенот. Стварно ли? Ја поводам, Стварно? да. Со здравје да си го користиш. Ајде да прошитаме, може би нешто ќе ти падне во око, да видиме што има уште нешто за. А кажи ми, бокалче, такви работи, нешто потребно ти е повеќе од миксерот, затоа што нели топла водичка, брзо да им стоплиш на дечињата? Може да. Што ти е попотребно, миксерот или бокалче? Бокалче. Ние се предомислуваме, ќе најдеме или нешто Ќе за. најдеме, не е проблем. Ајде. Ајде. Кој сакаат, тоа може да го направиме. Ајде, бокалче, може би стварно ќе им биде по... Побрзо за бојчка. Може. Може? Да. Готово. Ова го Ќе враќаме? го вратиме. Ова ќе го вратиме? Колку имаме? Ајде сега некој подарок и од вас да Ова е од нас. извадиме. Тоа е од вас? Да, ова е од нас. Добро. И купералната е Толку колку што е нашиот ваучер. Да. Ова е од Елипса. Добро. Добро, Елипсо подарува, Флекс Кредит подарува, Срце на дланка ги ве обединува. Така да јас се надевам дека ќе ти го малку, ќе ти помогнеме околу. Дојди ти вака сврти си се да те видат. Види, да видиш колку си убав на телевизија кога ќе се гледаш. Многу си убав. Се надевам дека малку ќе ти го олесниме секојдневието за сите оние грижи кои што ги имаш, барем да не се грижиш каде ќе се исперете, каде ќе ви биде пералната и ќе ти го олесниме секојдневието за сите оние кои што не беа вклучени од почетокот на програмата. Коста не може да го земи извештајот од една приватна клиника, затоа ве молам да се соединиме и да најдеме решение за да се соберат парите, 59.000 динари ни се потребни за да го земеме извештајот. Дај Боже да биде како што треба, дај Боже тоа да не биде последната мака што имаме со Коста. Се надевам дека се ќе биде во ред, посакувам така. Елена, јас уште еднаш, ние на неколку пати си имаме чуено од кога се запознавме. Мој совет е да се грижиш и за самата себе, како што кажав, на Коста ми треба здрава мајка. Му треба силна мајка, за да може и тој да се бори, за и ти да можеш да се бориш и за него и за неговата болест. Секако и за твоето малечко девојче. Дали барем малку ти донесовме среќа и насмевка? Многу. Малку туку многу. Се надевам дека се ќе биде во ред, ќе се видиме ние повторно и сигурна сум дека овој пат ќе собираме финансии за да може да се плати извештајот и да се зема зестина. Ти благодарам што дојде до Скопје И вас благодарам многу. и се гледаме повторно.